Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Ова ќе биде кратко видео само за да ви известам за некои работи. Првата работа што сакам да ви известам е нешто што најверојатно многу од вас и го знаат, затоа што поснав на Инстаграм на стори дека ми има во наш свет и знам дека можеби знаевте некои од вас и пред тоа, затоа што наш свет се го даваат по школиве, така да многу од вас веќе знаевте, некои дознавте отпосле, некои више. Многу од вас ми праќа и слики, не слика во ова, но исто така имаш и дел од вас кои ме прашуваа кај да го најдат интервјуто за да го прочитаат, затоа што не се во основно, не може да добијат наш свет. И мене наш свет ми дозволија да објавам дигитални верзии од овие две страни кај што има мене, така да доле во дескрипција ќе имате линк кој ќе ви однесе до мојата Facebook страна, до постот каде што се објавени тие две слики. Тоа се овие две слики каде што ќе можете да го прочитате интервјуто тие што го немате прочитано, затоа што многу ми го баравте и еве сега ќе можете да го прочитате сите. Што знам дали сега да ви прочитам нешто, ова воверот е интересен. Пред неколку години терминот јутјубер требаше да се објаснува, а особено ги збунуваше возрастните. Денес, кога некому ќе му го спомнете овој термин, нема да добиете збунет израз на лицето, туку веднаш можете да започнете разговор за најновите видеа на најголемите звезди на YouTube, како што се PewDiePie, Smosh или Нига Хига. Во последно време јутуберството да стана многу актуелно и кај нас. Се повеќе луѓе се фаќаат за камерата или мобилниот телефон и се успешни во тоа што го прават. Еден од нив е Стефан Рашовик Стефанатор, македонски јутубер чиј канал го следат над 18.000 луѓе. Стефан има 20 години и студира дизајн и мултимедија на фон, од него откривме што значи да се биде јутубер во Македонија и како влијае тоа на него. Така да, евте во кратки црти што се работи во интервјуто и како што ви кажав има 90 секунди. Мене ми беше многу голема чест да соработувам за ова со наш свет и се надам дека и вас ви се допаднало или ќе ви се допадне. И така. Друго нешто што сакам да ви кажам, тука во истиот број се случи да го има и моето драго братченце Марко. Мислам дека го гледате. И кога сме веќе кај Марко, сакам да ви известам, бидејќи најверојатно денес ќе го ставам видеово. Денеска сме среда, утре е четврток. Утре во четврток ќе бидеме на телевизија 24 на емисијата Македонија денес, што е утринска емисија и во 9:30 ќе бидеме ние лайв. Така да, телевизија 24 Македонија денес, јас и Марко, четврток 1 февруари, гледате. И last but not least, достигнавме на овој канал луѓе 20.000 субскрайбери. Не знам, стварно не можам да најдам онака правилни зборови за да се изразам како што сакам. Ама напишав еден пост на Инстаграм, што исто така ќе имате доле линки од Инстаграм да го видите постот. Што напишав под таа слика, што ја објавив и така следете ме на Инстаграм да видите, да бидете така во тек кога пишувам нека такви работи и кога објавам. 20.000 се стварно многу и не знам едноставно како да се заблагодарам што едноставно ме поддржувате во тоа што го правам и можам само да ви ветам дека ќе имаше многу работи и дека многу сериозно си го сваќам ова и дека верувам дека ова е само еден почеток од една многу убава приказна како што напишав и под сликата. И стварно мислам дека е почеток за сите воопшто јутјубери што се кај нас, дека заедно сите правиме на нова приказна што знам, може би понатака ќе може и да се нарече некоја цела револуција во Македонија што кога претходно имало јутјубери. Сега се дешава тоа и ние градиме нешто што може и ќе остане за идни генерации, не знам како ќе натера времето натака. Не знам, пробувам да не излезам од темата и да не го правам видео предолго, ама 20.000. Еве ќе ви оставаме тука, додека зборувам, ќе дадете кратки инсерти од мафините што си ги направив. Ми беше многу мерак и стварно вчера ги прославив убаво тие 20.000. Сигурно многу се прашувате што ќе биде специјалот за 20.000.
Нема да ви откривам, само знам дека ќе работам на него и дека не знам кога ќе искочи, ама ќе пробам да биде што е можно побрзо, затоа што 20.000 не стигна. Тоа беа трите работи што сакав да зборувам со вас. Уште еднаш имате линкови доле од работите што ги спомнав. Фала ви на нереалната поддршка која ми ја пружате секој ден. И ние сте гледаме во многу нови видеа наскоро. Чао!